Актуелниот премиер Виктор Орбан освои четврта последователна победа на вчерашните избори во Унгарија. Орбан синоќа во Будимпешта прогласи убедлива победа на неговата партија Фидес, порачувајќи дека заедно со својата партија ги одбранил слободата и суверенитетот на Унгарија. Според прелиминарните резултати, коалицијата предводена од Орбан ќе има 135 пратеници, односно двотретинско мнозинство во 199 члени од парламент. Нашата победа е огромна, се гледа дури и од месечината, но секако ја гледаат и во Брисел. Победивме во 2010 и 2014 кога не предизвика, потоа во 2018 кога беа против нас и во 2022 година кога сите се обединија против нас. Ке треба да проучуваат и ако не го најдат одговорот, треба да го прашаат Бога како го постигнавме овој резултат кога сите беа против нас. 56 пратенички места или 35% во парламентот обезбеди против кандидатот на Орбан Петер Маркизај со коалицијата од 6 партии обединети за Унгарија. Партијата Наша татковина за прв пат го надмина изборниот праг и зазеде 7 пратенички места во унгарскиот парламент. Изборен ден вчера и во соседна Србија. Според прелиминарните резултати, старо новиот председател Александар Вучик го освои вториот мандат со 58,3% од гласовите, со што избегнува втор круг со против кандидатот Здравко Понос, кој освои 17,5% од гласовите. Србите вчера покрај за председател гласа и на вонредни парламентарни избори на кои партијата на Вучик СНС извојува убедлива победа. Вучик ја прогласи победата пред симпатизерите и членовите синоќа во Белград и најави дека самостојно може да ја формира новата влада. Украинske krize bio ogroman rezultate izbora, da se Srbija dramatično pomerila u desno. Liste SNS-a, zahvaljujući odgovornom ponašanju i čuvanju interesa naše zemlje, a ne dodvoravajući se narodu, imaju i nešto manje glasova, ali ćemo o tome voditi računa prilikom formiranja vlade i nećemo je formirati sa onima koji su na neodgovoran način zloupotrebljavali навијачко определење нашег народа. Според проекциите на Ипсос Цезис, во Националното собрание на Србија ќе влезат 12 листи, од кои 5 се малцински. СНС според проекциите ќе има 120 мандати, СПС на Ивица Дачик 32, Обединети за победа на Србија 38 мандати. Коалицијата НАДА освои 15 мандати. Вучик инаку е начело на државата од 2017 година, а претходно беше премиер на српската влада. Неговата партија СНС е на власт од 2012 година.